Декларативно да, ново пракса не. Владата предводена од Заев уште во 2017-та се борела со шверц на дрога, но само на хартија. Тогашниот владен кабинет кој уште на самиот старт реши да се зафати со законски олеснувања за одгледување канабис во медицински цели, формирал меѓуресорска државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги, но освен дека е формирана јавноста за ова тело не слушна ништо повеќе. По големите заплени на засега повеќе од 40 тони марихуана, оваа комисија ќе се активира, рече си една деценија подоцна. Владата ќе ги именува членовите на меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги. Напоменуваме дека од 2017 година, откако е формирана комисијата, истата воопшто не била активна и нема резултат. За таа цел, владата во иднина ќе бара редовни извештаи. Инаку според Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, ова владино тело е главен стратег во борбата против злоупотреби на дроги. Според законски пропишаното, незината улога е стратешка, таа не брка дилери по улиците, туку креира политики. Комисијата ја развива националната стратегија, која координира системот за собирање паратоци и се грижи за спроведување на меѓународните конвенции. Формирана е со одлука на владата на 22 август 2017 година со потпис на тогашниот премиер Зоран Заев. Меѓуресорската комисија е составена од по еден представник од Министерството за правда, МВР, Министерството за здравство, Министерството за локална самоуправа, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за надворешни работи, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за финансии, Царинската управа и Агенцијата за млади и спорт. Но сега, не само на хартија, владата влегува во решителна битка со нелегалното производство, шверц и пуштање во промет на опојни дроги. Донесена е одлука да се влезе со контроли кај сите фирми кои имаат лиценца за производство на канабис во медицински цели. Владата ги задолжи институциите во рамките на своите надлежности да ги преземаат сите законски утврдени мерки и активности и да извршат вонредни контроли на сите правни лица кои имаат одобрение за одгледување и производство на канабис за медицински цели на целата територија на Република Северна Македонија. И во рок од 45 дена да достават извештај до владата. Инаку најголемиот број на компании регистрирани за оваа дејност се во периодот на 2021 и 2022 година, кога Заев ја туркаше легализацијата како голема економска шанса, а државата без доволна контрола дозволуваше ширење на плантажи, често без јасен трак каде завршува произведениот канабис. Според медиумите, но и денешната владеачка партија, многу од овие фирми се поврзани на еден или друг начин, токму со семејството Заеви.